Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Имаме нова тема која што ја обработуваме. Зборуваме за дијабетот, за причините, симптомите, редовното и правилно контролирање кое што ќе овозможи добар и квалитетен живот на лицата кои што имаат дијабет, но фокусот го ставаме на годинашното мото на одбележувањето на светскиот ден на дијабет, а тоа е дијабетот на работното место. Зошто е тоа важно и зошто треба да се обработи сиот овој аспект? Ова утро разговараме со доктор Катерина Адамова, субспецијалист ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија. Добро утро, доктор Катерина, и добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, ви благодарам за поканата, секогаш е навистина уживање да бидам ваша гостинка. Така, драго ни е и нас секогаш кога сте овде заедно со нас. За точно еден месец, без еден ден, ќе се одбележи светскиот ден и велиме не мора секогаш токму на денот или токму во месецот да зборуваме, и токму затоа некако претходно одлучивме да ја обработиме оваа тема, бидејќи има можне важно и можне интересно мото оваа година: дијабет на работното место. Не сме го споменувале досега, а е многу важен аспект за оние кои што се соочуваат со овој проблем, добро, квалитетно да го живеат животот и добро да си ја извршуваат работата. Зошто треба да се зборува и за ова? Треба да се зборува затоа што бројките секоја година се повеќе и повеќе се зголемуваат. Ова го предвиделе уште многу одамна основачите на International Diabetes Federation, односно Интернационалната дијабетес федерација. Поточно во 50-та година е формирана оваа организација и оваа година ја прославуваат својата 75 годишнина. Значи имаат многу битни точки во нивниот развој, значи уште многу одамна увиделе дека дијабетесот ќе биде проблем. Зошто? Затоа што, како што се зголемува бројот на популацијата на планетата Земја, така се зголемува се повеќе и повеќе и бројката на луѓе со дијабетес. Порано, ако беше 1 од 11 луѓе, сега е веќе 1 од 9 луѓе боледуваат од дијабетес. И можам да кажам дека 7 од 10 луѓе во од работно способното население, популација, боледуваат од дијабетес. Значи, од 10 вработени, 7 имаат дијабетес, што укажува на важноста да се обработи оваа тема, да се знае како да се превенира, што да се направи во одредени ситуации, како да им се помогне на овие луѓе, како да се информира фамилијата, работодавецот, затоа што задоволен работник, задоволен работодавач. Така, да, таа дневна рутина во контролата на дијабетот и на шеќерната болест да можат да ја практикуваат и на работното место, на тој начин ги надминуваме и стравовите, и предрасудите, и стигмите, така, да ги разбереме тие луѓе, нели, да не се чувствуваат дека се тргнати настрана. Стравот од непознатото секогаш кај секого е присутен, ама со добра едукација и информираност секој од нас може добро да го помине. Доколку пациентите најчесто се добро информирани за својата терапија, за можните компликации, покачен шеќер, намален шеќер, хипогликемија, хипергликемија. Меѓутоа, проблемот настанува на работното место, и тоа многу често. Затоа, како што рековте, непознатото е тоа кое што плаши. Меѓутоа, јас сум уверена, затоа што во неколку случаи од праксата е докажано дека кога ќе им се објасни, дали на професор, наставничка, дали на работодавец, за можностите што треба да се направи во тие моменти со овие вработени, гледаме дека стигмата се повеќе и повеќе се намалува. Така, ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Следете не, повелете, јавете се и поставете прашање. За дијабетот општо, со оние главни поенти на тоа кои се симптомите, како рано да се препознаат, како да се диагностицира терапијата и добрата контрола, но и дијабетот на работното место. Утрово во Фактор здравје разговараме со доктор Катерина Адамова, субспецијалист ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија. И за да дојдеме до сите овие работи и да ги објасниме, ајде кратко само, зошто е епидемија на 21. век, зошто е тивок убиец, колкави се бројките и во светски рамки, каква е состојбата и кај нас? Бројките, како што реков, континуирано растат. Сега вкупната бројка на пациенти со дијабетес е некаде околу
790 милиони, 2050 година се предвидува биде 850 милиони. Она што плаши секако е дека најзастигнато е работоспособното население. Значи, колку порано се јави дијабетесот, толку има временски интервал, подолг временски интервал за да развијат компликации. Значи, иако сме за среќа во групата на ладна зона за тип 1 дијабетес, сепак тоа се млади луѓе пред кои што стои цел живот и имаат голем простор за развивање на компликации. Меѓутоа, од друга страна пак тип 2 дијабетесот е популација која што го добива дијабетесот најчесто во подоцнешната возраст, меѓутоа имаме пациенти кои што заради зголемената телесна тежина го добиваат дијабетесот и малку порано, така што повторно тоа е работоспособно население. Значи, колку е поголема бројката на овие пациенти, толку е и поголема бројката на компликации. Колку е поголема бројката на компликации, толку е поголема бројката која што треба да ја изброи фондот за лекување на овие пациенти. Нешто кое што може да се превенира, за да не се одвојуваат големи парични средства за лекувањето на овие компликации. Така, и овој тип 2 нели е многу почест и многу голем дел од луѓето, како што рековте, се работоспособни, се уште се активни, се уште работат, меѓутоа дали сериозно ја сваќаме опасноста од дијабет тип 2? Почнува секако предијабет, па ако не се успее тука нешто да се направи, се преминува на терапија, па на крајот, ако и тоа не се постигне, се преминува на инсулина. Велиме да не дојдеме до тоа. Тоа само по себе потоа си повлекува и компликации. Така е. Морам да кажам дека оној природен тек кој што би можеле да го прекинеме, започнува со зголемена телесна тежина. Значи со обезност. Обезност од прв, втор, трет стадиум, кој што, значи, колку е поголема килажата, толку е стадиумот поголем. Значи, ке овие пациенти, покрај зголемената телесна тежина, имаат и значи зголемено ниво на инсулин. Тоа е сега малку модерно и многу често во нашите ординации гледаме пациенти кои што доаѓаат, јас сакам да го проверам инсулинот. Значи не се проверува само инсулинот. Доволно е да го погледнам пациентот и да знам, ако има зголемена телесна тежина, значи има зголемен инсулин, значи има инсулинска резистенција. Штом се намалува телесната тежина, се намалува инсулинската резистенција. Штом не се намалува, значи ризикот за развивање на дијабетес е се поголем и поголем. Најчесто започнуваме и тука можеме да спречиме. Ако спречиме развој на дијабетес, сме спречиле огромен број на компликации. Ако не спречиме тука, значи се развива дијабетес. Првиот совет кој што им го даваме на сите пациенти, а кој што многу ретко се применува така кај нас, е всушност намалувањето на телесната тежина, односно менувањето на начин на исхрана. Бидејќи тоа не делува, не дава ефекти, овие пациенти почнуваме да ги ставаме на таблетарна терапија, значи збориме за тип 2 дијабетес. Бидејќи веќе се почнува оној циклус на домино ефект што велам јас, значи почнува едно по друго по трето, па даваме терапија за притисок, за покачен холестерол, значи покачени триглицериди, за лесно нарушување на покачување на крвниот притисок, значи за хипертензија, па за бубрезите и така почнуваме секој доаѓање по едно ново апче. Додека на крај, доколку повторно пациентот не превземе нешто, ние, кога се веќе исцрпени инсулинските резерви, значи телото веќе не произведува, панкреасот не произведува веќе инсулин, ние веќе мораме да додадеме инсулин од страна. Во меѓувреме, доколку пациентот се придржувал на нашите совети и сепак развил дијабетес, да, се случува и тоа. Меѓутоа, повторно ќе кажам, фокусот е на компликациите. Значи, доколку го спречиме целиот овој развој, спречуваме огромен број на компликации. Секогаш им викаме на нашите пациенти, дијабетесот не боли, од дијабетесот не се умира, меѓутоа се умира од компликациите. Затоа што компликациите се тие кои што го намалуваат квалитетот на живот и компликациите се тие кои што го намалуваат животниот век. А животниот век се намалува за добри 10 години кај овие пациенти. Значи живот кој што они би можеле сосема слободно да уживаат со својата фамилија. Така да. Имаме и гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Повелете, добро утро. Добро утро, ви посакувам убав ден на вас и на докторката.
Сакам да прашам, сега при една контрола на крвната слика ми кажа дека шекерот е 5,2, што досега не сум имала такви големи тие вредности. Тие вредности и само ми кажа дека малце е покачен шекерот. Па дали тоа е нормално или не е? Ви благодарам многу. Ви благодариме и ние вам за јавувањето. Ова можеме да кажеме дека еден вовет во оние вредности што би требало пациентите да ги знаат. Значи, за пациенти, за луѓе без диабетес, шекер на гладно е нормално до 6,1, што значи ова е сосема нормална вредност. 2 сати после јадење, гликемијата, шекерот не треба да биде повеќе од 7,8. Тоа е за луѓе кои што немаат диабетес. И затоа многу често апелирам да не се мери шекерот само на гладно, да се мери и 2 часа после јадење, затоа што ако 2 часа после јадење се качи шекерот над 8, 9, 10, многу често се пропуштаат овие пациенти вака, тогаш тоа е веќе знак дека треба да дојдат на преглед, да направиме анализи, за да утврдиме дали имаат предиабетес, што е исто како и скриен шекер, популарно наречен скриен шекер, или имаат веќе диабетес. Значи, ова се вредности за луѓе кои што немаат диабетес. Луѓе кои што имаат диабетес, ги советуваме, нели, да имаат гликемиски вредности, колку е можно поблиску на оние кај луѓето кои што немаат диабетес. Значи, на гладно да биде 5-6 во зависност од состојбата на пациентот. Ако пациентот имал мозочен удар, ако пациентот имал инфаркт, нема да инсистираме на 5 секако. Меѓутоа, тоа е гликемијата на гладно, а 2 часа после јадење да немаат повеќе од 8-8,5. Ако сакаме да не се развиваат диабетични компликации. Така, дали треба по извесен период повторно да направи гледачката која што се јави? Ова е сосема проверка или контрола? Предпоставувам дека нема диабетес. Кога треба да се направи тест за скриен шекер, односно орален гликоза толеранс тест, односно оној тест со шекер и вода го препознават пациентите. Доколку шекерот на гладно е 5,6 и над 5,6. Во тој случај може да треба да се направи тест, бидејќи може да го фатиме пациентот во фаза на предиабетес. Меѓутоа ова е сосема нормална вредност. Така, и еднаш покажани вредности на шекерот во крвта не мора да значи дека истите ќе продолжат и понатаму или ќе се зголемуваат, но ако редовно нели контролираме и проверуваме, така ќе знаеме. Многу често велат направив ОГТТ пред 2 години. Тоа не значи дека сега во моментот немате промени. Меѓутоа, еднаш позитивен орален гликоза толеранс тест е доживотна дијагноза. Дали ќе биде во фаза на предиабетес или во фаза на диабетес, тоа зависи од самиот пациент. Меѓутоа, штом ќе се постави дијагнозата за предиабетес, треба навистина строга контрола за да не се развие фул диабетес. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Ало, добро утро. Ве слушаме. Поздрав вас и до вашата готинка. Ви благодариме. Јас да ви кажам, имам скриен шекер. Значи, мене со тоа гликозата ми беше 8,2, ама за тоа па тромесечниот ми беше нормален. И сега имало и такви случаи, така рече вашиот тамо доктор Плашевски или беше така некако. И сега да ве прашам нешто, мене ми се случува, пошто ми рече да го мерам по време, но јас си го мерам понекогаш, ми се случува да ми биде од табале, да речеме 6,1, 6,4 од прилика тука некаде, ама ми се случило, докторка, 2 сата, тоа ми се случило некогаш, после јадење компери, да речеме, 2 сата после јадење да ми биде 10, 11. Тоа случајно, не знам зашто така. Друг пат исто сум јадала компери, па не ми било 11. И сега, пошто е тромесечниот добар, па не превземаме ништо, па ме интересира организмот, може на стрес делува, дали на стрес ми се качува. Тука нешто да ми објасните, пошто сте струцна, нели, во тој поглед, па ќе ми биде многу битно да ми кажете. Ви благодарам многу и поздрав. Ќе слушнете, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Супер прашање. Значи, токму ова е моментот, значи ке пациентката е откриен скриен шекер, предиабетес. Затоа и се прави тој тест, затоа што кај овие пациенти многу често 3-месечниот просек е сосема нормален. Затоа 3-месечниот просек се користи за следење на терапијата.
Меѓутоа, златен стандард е орален гликоза толеранс тест. Затоа што ако за да 3-месечниот просек за да биде покачен, за да се постави диагноза, треба дијабетесот веќе да е толку развиен што пациентката ќе има веќе 9-ки, 10-ки, 12-ки. Меѓутоа, затоа и велиме, идејата е да се превенира, да не дојдеме во состојба кога пациентот веќе ќе има зголемен 3-месечен просек. А во однос на исхраната, совршено ги објасни, ја објасни онаа храна која што го покачува крвниот шеќер кај пациентите. Значи, за оваа пациентка морам да кажам дека реагира многу лошо на компир, ориз и граф. Значи на скроп, на сложен шеќер. И треба не да го комплетно да го исклучи од својата исхрана, меѓутоа да го намали. Морам да потенцирам поточно да се јаде, ако се јаде компир, да се јаде ладен, да не се јаде топол. Истото важи и за оризот. Затоа што со тоа се намалува гликемискиот индекс, односно брзината на качување на крвниот шеќер. Значи пациентката има преддијабет, меѓутоа врз основа на ова како реагира би советувала да го намали внесот на овие продукти. Колку се важни овие препораки во поглед на исхраната посебно, така редовноста на оброците, колку оброци, колку ужинки во текот на денот, меѓутоа и што да се конзумира, бидејќи тоа е еден важен дел од контролата на дијабетот. Тоа е многу важно, затоа што 50% од терапијата се нашите совети, нашата терапија која што даваме без разлика дали е таблетарна терапија, дали е инсулинска терапија. Меѓутоа, 50% е до самиот пациент. Начинот на исхрана, начинот и времето на апликација на инсулинската терапија. Значи, овие пациенти мора да имаат еден распоред на јадење. Значи, посебно за пациентите со дијабетес. За нив е посебно. Секако и овие пациенти кои што земаат таблетарна терапија, секако и пациентите кои што се само на диета. Затоа што на тој начин се тренира едноставно панкреасот кога постепено и во помали количини да лачи инсулин за да не го исцрпуваме дополнително. Тоа значи дека овие пациенти многу ни е важно да имаат доручек, значи да не се цеди само сок и да биде тоа доручек, тоа не е доручек, или само цеден сок и авокадо, тоа не е доручек. Значи за овие пациенти мора да има внес и на јаглехидрати, значи и на шеќер, и на протеини, и на масти. Доручекот мора да биде доручек. Дали ќе биде црно лепче, кашкавал, сирење, патличан, сето тоа што го имаме во секојдневно во фрижидерот. После тоа, нормално е, се покачува шеќерот после јадење, тоа е сосема нормално. Меѓутоа, не е нормално шеќерот да се качи на 9 или на 10. Тоа значи дека или премногу каснале, или терапијата не е соодветна. Нешто од тие две треба да се коригира. Понатаму, после 3 часа од главниот оброк, треба да се земе ужинка. Ужинката може да биде чаша млеко, чаша јогурт, може да биде овошје, едно јаболко, пола банана. Значи, ние им даваме совети на нашите пациенти, за да после 2-3 сати доаѓа време за ручек. Значи, цело време гликемијата да има едно вакво движење, за да не се прават пикови нагли и да немаме хипогликемија. Ако не јаде пациентот на време, доаѓа до паѓање на крвниот шеќер, автоматски придонесува за не се чувствува добро и не може да биде на работното место. Така, ова се некои правила и протоколи кои што нели плюс минус од прилика, така, ама барем да се придржуваат во текот на денот, така кон сите овие работи. Овие пациенти секогаш ги советуваме и секогаш имаме одличен ефект кога пациентот ќе помине на едукација за исхрана и кога ќе го применува токму ова, автоматски веќе имаме многу големо подобрување на крвниот шеќер. Значи, потребна е дисциплина, меѓутоа пациентите брзо влегуваат во форма, знаат кога треба да јадат, колку треба да јадат. Знаат дека треба да се развежат малку. Докторка, вчера бев на свадба, бев на слава, па сега малку денеска ќе ми биде покачен шеќерот, ама ќе го вратам јас повторно, ќе се движам. Знаат дека секогаш ги советуваме, физичката активност не е многу битна. Ова е многу лесно да се применува во домашни услови. Како на работното место да го спроведеме сето ова и токму затоа нели и мотото е. Ќе погледнеме блок реклами и ќе продолжиме да го објаснуваме сето ова. Останете со нас, почитувани гледачи.
Продолжуваме со разговорот во студиото и се надоврзуваме и продолжуваме онаму каде што застанавме, доктор Катерина. Убаво рековте, нели, колку оброци, на колку време, колку ужинки, ако сме дома, тоа можеме лесно да го спроведеме и да го направиме. Што доколку човек со дијабет е работоспособен, оди на работа, си продолжува со работните активности, посебно луѓето кои што работат во фабрики. Како ова сето да се примени на работното место? Навистина е малку проблем, затоа што рековме, тоа е голема бројка на работоспособно население. Значи имаме пациенти кои што работат во фабрики, во процес кој што не може да се прекине процесот. Меѓутоа, мора да се има и разбирање за овие луѓе, мора да се има и едноставно познавање за работите, дека доколку пациентот кој што е на лента не земе оброк во тој момент, односно ужинка, гликемијата, шеќерот може да му падне и да направи проблем. Значи може да му се наруши свеста, едноставно да не се чувствува добро. Автоматски ќе се одрази тоа на самиот работен процес. Затоа ги советуваме овие пациенти и пишуваме во самите извештаи каков треба да биде нивниот начин на исхрана. Значи повторно ќе кажам, главен оброк, после 3 часа од главниот оброк треба да се земе една ужинка. Ако не се земе таа ужинка, а многу често, верувајте, многу често е проблемот овде, кога не се зема ужинката. Кога нема да се земе ужинката, доаѓа до паѓање на шеќерот и проблем. Понатаму, ова важи исто и за пациентите кои што се и на диета, за пациентите кои што се и кои што земат и таблетарна терапија, меѓутоа посебно важи за пациентите кои што се на инсулинска терапија. Кои што ќе мора да го аплицираат инсулинот, така. Значи едноставно се тие пациенти се наоѓаат во клинч. Ние им велиме мора редовност да се боцкате со инсулин. Веднаш после тоа треба да јадете. Значи после 5 минути, 2 минути од инсулинот треба можете и се препорачува да веднаш да јадат. Значи не сме пациент да се боцне инсулин и да не јаде. Значи сега ние им велиме едно, меѓутоа работниот процес им диригира друго. Така што нашиот совет е, значи тие 5 до 10 минути кои што му се потребни пациентот да ја аплицира инсулинската терапија и да земе оброк, мислам дека нема да смени ништо во работниот процес, туку само ќе биде самиот вработен, ќе биде многу по-продуктивен во самиот процес. И сега, значи разбирање, добра волја, добра организација, така и од работодавачите, за да може и познавање, за да им се излезе во пресред, така и да ја извршуваат работата, меѓутоа да го покријат и оној дел кој што значи добра контрола на дијабетот и на работното место. Затоа што она што ние ги советуваме нашите пациенти, потребно ни е едно. Значи, секогаш ќе има варијации на гликемиите, меѓутоа тие варијации да бидат однака благи. Значи, да се движи шеќерот 6-ка, 7-ца, 8-ца, 9-ка, не препорачуваме, меѓутоа нормално, живи луѓе сме. Меѓутоа, доколку пациентите не се хранат, не ја применуваат терапијата, ќе одат со огромни разлики нагоре-надоле. Значи, хипо и хипергликемија. И ќе паѓа и ќе се крева шеќерот. И ќе паѓа и ќе се крева. Пациентот нема да се чувствува добро, нема да биде работоспособен. Тие огромни варијации предонесуваат за зголемување на ризикот за компликации. Значи, развивањето на компликација, долготрајноста на лошата гликорегулација придонесува за развој на значи за пример за дијабетична невропатија. Пациентите имаат трпки, мравки во нозете, не може долго време да стојат. Една од најлошите компликации кои што може да се развие е изразена атеросклероза на крвните садови од дијабетесот, кога не е регулиран или оние големи варијации да направат пациентите градна болка која што може да прогредира до инфаркт на миокардот. Понатаму пациентите може да развијат мозочен удар. Значи се тоа состојби кои што се навистина ургентни, животозагрозувачки и кои што ќе го одделат вработениот од неговото работно место сигурно неколку месеци додека пациентот повторно се опорави и се врати во форма. Така, и зошто да не му се овозможи да работи, бидејќи некогаш и тој самиот може да се откаже од нешто, сметајќи на она, јас како ќе ги направам сите тие работи во текот на работниот ден. Сосема е возможна. Значи, повторно, како што рековте, само разбирање и добра организација, затоа што ставањето на инсулин е 3 секунди работа. Значи, земањето на ужинка е исто
кратко, значи не збориме Земањето и на таблетарната терапија. Исто е тоа 5 минути. Значи имаме пријатели во нашето друштво кои што кога одиме на концерт, дури не го приметуваме нашиот пријател кој што во тек на самиот концерт мери гликемија, мери шеќер, си става инсулин, продолжува да игра и да пее. Така што, значи тоа е нешто мора кој да се измери за да се знае колкава количина инсулин точно треба така. да се прими. Тоа што ги советуваме нашите пациенти, значи шеќерот мора да се мери. Не да се мери само наутро на гладно, туку да се мери 2 часа после јадење, за да се види како реагира на терапијата. Тоа ги советуваме во приватниот живот, во домашни услови, меѓутоа мора и да се применува тоа на работното место, затоа што кога даде поголема доза на инсулин може шеќерот да му падне. А посебно, на пример, имаме пациенти кои што се боцкаат по 3-4 пати во текот на денот. Значи, тие пациенти мора да го измерат шеќерот. И затоа би било убаво да се има разбирање, пошто некои работодавци навистина имаат разбирање, имаме пациенти кои што се многу добро регулирани со дијабетесот. Ама да бидат сите, нели? Се надеваме. Со разбирање Да. за луѓето со дијабета. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро. Ало. Добро утро, ве слушаме. Добро утро. Ве поздравувам. Ви благодариме. Имам едно прашање до докторката. Скоро бев го мерив шеќерот во лабораторија 6,4 и тука се движи некаде околу 6 над 6 константно, а гликохемоглобинот 29,1. Сега сакам да ја прашам докторката. Имам шеќер, немам шеќер. Треба да се прегледува понатака. Така, што би требале понатаму? Одлично. Да, ви благодариме. Еве сега веднаш ќе слушнете. Ајде, благодарам. Како што реков претходно, гликемијата кога се шеќерот, значи наутро на гладно, кога е над 5,6, може би се работи за скриен шеќер, односно предијабетес. Ова се веќе вредности кои што мислам дека се работи за таков случај. Јас би го советувала гледачот да направи орален гликоза толеранс тест кај својот матичен доктор или матичен интернист, со тоа што тестот како се прави? 3 дена претходно советуваме обично 100 грама чоколада. Зошто 100 грама чоколада? Односно, нас не требаат 100 грама јаглени хидрати, прости јаглени хидрати. Тоа е за да се стимулира панкреасот да видиме како ќе изреагира. Луѓе кои што немаат дијабетес, нивниот панкреас ќе излачи доволна количина на инсулин за да го намали шеќерот и за да не се појави на тестот покачена вредност. Луѓето кои што имаат вакви вредности, можно е да се работи за предијабетес и со тие 3 дена оптеретување, 4-тиот ден кога се прави тестот, се зима крв на гладно и 2 часа после зимањето на шеќер и вода, тие две вредности ќе ни покажат дефинитивно дали има предијабетес или дијабетес. Меѓутоа би го советувала да се јави кај својот матичен лекар. Така, да. И да се почне со таблетарна терапија не значи дека за секогаш ќе остане на таблетарна. Ако се применат и други нели добри навики, ако се намалат ризик факторите, може и да се тргне таа. Меѓутоа да не се дозволи да се премине на инсулин. Многу често пациентите одбиваат и поставување на таблетарна терапија, да не збориме за инсулин. Да. Докторка, штом ќе почнам, мене готово веќе нема завршување, нема прекинување терапија, готово доживотно. Не е точно, еве јавно кажувам, не е точно. Значи доколку се намали телесната тежина, а ние терапијата што сме ја дале ќе ја намалиме. Можеме дури да ја исклучиме ако пациентот се придржува на нашите правила. Така. Го имаме и последниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Да, во ред. Повелете. Ало, јас сакам да прашам, да каже нешто докторката, дали може белорис, за јадењето, белорис, беллеп, да тие работи да се јадат. Така, добро, ви благодариме. Ајде барем во кратки црти, ако рековме дека една цела емисија понатаму ќе посветиме на исхраната кај лица со дијабет, која што е многу важен еден дел и сегмент од сето ова. Да. Значи, советуваме црно брашно, односно црно лепче, заради они способности на фибрите, значи да дадат чувство на ситост подолго време. Затоа советуваме, а инаку и белиот и црниот леп го качуваат шеќерот. Меѓутоа советуваме црн леп од овие причини. Во однос на оризот, како што споменав претходно, ориз, компир и граф имаат сложен шеќер, скроп. Некои пациенти реагираат на ориз, некои реагираат на компир, некои на граф, во зависност од и на други прехранбени продукти. Значи, да, може да јадат, меѓутоа без леп.
и во помала количина. Нека го измерат шеќерот 2 часа после јадење, например, на ориз, доколку се движи вредноста некаде околу 8, во тој случај може. Меѓутоа, ако гледаат дека после релативно мала порција ориз го качуваат шеќерот веќе 12-15, тогаш треба многу да ја намалат консумацијата на ориз. Така, и како рековте, не топли, туку ладни. Така е. Така? Компир и ориз да бидат ладни, се намалува гликемискиот индекс. Така, да. Бидејќи сме некако при крајот на емисијата, да, дијабетот на работното место, ова мото е на светско ниво, нели, светскиот ден, така се применува и овде. Постои некоја законска регулатива овде кај нас за да ги имаат овие права луѓето со дијабет или останува на добрата волја на работодавците, на што и поинтензивно треба да работиме, а и тука веројатно влегува и добра информираност и на колегите на работното место за ако се случи некоја ситуација, пат на гликемијата, така, која што ќе даде одредена симптоматологија, да знаат како да реагираат и да помогнат или пак кревањето на шеќерот. Секогаш велам дека информацијата е моќ. Значи, доколку самите колеги знаат за состојбата на својот колега, најбрзо ќе може да помогнат во моментот, бидејќи најургентна состојба е намалениот шеќер. Понекогаш многу нагло може да им се намали шеќерот, да имаат нарушување на свеста, што е така личи доста драстично, и тогаш доколку самите колеги го познаваат това, може да му помогнат пациентот со едноставно кажано со шеќер и вода за побрзо да се дигне шеќерот, за пациентот да се чувствува добро, па после да земе оброк. Така што да. Доколку се сака може да се направи. Апсолутно. Во однос на законската регулатива знам дека нели има законско право од половина час за оброк. Не сум сигурна дали овие пациенти имаат дополнително право за краток оброк, односно за ужинка, меѓутоа еве ова би била убава иницијатива за самите работодавци да се менуваат работите, да им помогнеме на овие луѓе. Така, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете секако и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден. Се гледаме повторно утре наутро во 9 часот и 15 минути.